Објавен е првиот трейлер за новиот документарен филм Меланија, посветен на Меланија Трамп, кој веднаш предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Особено внимание привлече еден краток, но значаен момент од најавата, кој за кратко време стана вирален. Документарецот ја следи поранешната и повторно актуелна прва дама на САД во деновите што му претходат на инаугурацијата на Доналд Трамп во јануари 2025 година. Трейлерот започнува со сцена од денот на инаугурацијата. Меланија се појавува во темна, елегантна, прилепена тоалета и шешир со широк обод, гледајќи директно во камерата и изговарајќи "Еве повторно". Во следната сцена таа го слуша Доналд Трамп додека го вежба својот говор. "Моето најгордо наследство ќе биде она на миротворец", вели тој, на што Меланија додава "миротворец и обединител". Но сцената што ја обиколи интернет заедницата е телефонски разговор меѓу брачната двојка. Трамп ја прашува: "Го гледаше ли тоа?", на што Меланија кратко одговара: "Не", потоа додава: "Ќе го видам на вестите". Веста следеше по медиумските извештаи дека гитаристот Кит Ричардс не можел да се посвети на таков напор, а информацијата беше потврдена од извор близок до бендот. Иако турнејата никогаш не беше официјално објавена, клавиатуристот на бендот Чак Ливел неодамна изјави дека новиот албум е при крај и дека се планирани европски концерти. Сепак Ричардс, кој го слави својот 82-ри роден ден во четврток, се чини дека не е во можност да се посвети на повеќе месечниот напор потребен за големата турнеја. Неговите настапи во последните години открија борба со артритис, кој тој го нарече бениген, но призна дека го принудил да го промени својот стил на свирење. Иако Ричардс беше во одлична форма за време на краткото појавување во Њујорк минатиот месец, таков ангажман е неспоредлив со повеќе неделна турнеја во повеќе држави. Кога седнаа да разговараат за турнејата, Кит рече дека не мисли дека може да се обврзе и дека не е склон да прави голема турнеја на стадион подолга од 4 месеци. Наводно изјавил неименуван американски музички критичар за британскиот таблоид The Sun. Македонија би можела да биде домаќин на детскиот избор за песна на Евровизија во 2027 година, откако Македонската радиотелевизија започна разговори со Европската радиодифузна унија за можноста овој престижен музички настан да се одржи во земјава. Во записникот од последната седница на програмскиот совет на МРТ, одржана на 11 декември, се наведува дека во текст се преговори со Европската радиодифузна унија околу организацијата на детската Евровизија 2027 година, што би представувало значајна можност за меѓународна промоција на Македонија и за поддршка на младите музички таленти. МРТ во моментов преговара со Европската радиодифузна унија за можноста за организација на детскиот избор за песна на Евровизија 2027, што би било одлична можност за промоција на државата и потекнување на младите музички таленти, стои во документот. Паралелно со тоа, програмскиот совет на МРТ изразува поддршка и за враќање на Македонија на големата европска сцена во 2027 година. Председателот на програмскиот совет Давор Пашовски информирал дека на 95-тото генерално собрание на Европската радиодифузна унија во Женева, представниците на унијата ја изразиле својата подготвеност да ја помогнат на Македонија со соодветна техничка и организацијска поддршка. Преносот на доделувањето на наградите на Американската филмска академија Оскарите од 2029 година повеќе нема да се емитува на телевизијата ABC, туку ќе се пренесува ексклузивно на YouTube, откако Академијата за филмски уметности и науки склучи повеќе годишен договор со платформата во сопственост на Google.
Како што пренесуваат американските медиуми, договорот ќе започне со 101-та церемонија на доделување на Оскарите во 2029 година и ќе важи до 2033 година. Возбудени сме што склучивме глобално повеќегодишно партнерство со YouTube, кој ќе стане идниот дом на Оскарите и на целокупната програма на Академијата во текот на годината, изјавија извршниот директор на Академијата Бил Крамер и претседателката Линет Хаулет Тейлор во заедничко соопштение. Тие истакнуваат дека Академијата е меѓународна организација и дека партнерството ќе овозможи значително проширување на пристапот до нејзините содржини за глобалната публика, што како што велат ќе биде од корист и за членовите на Академијата и за филмската индустрија во целина.